Здруженијето на пензионери на Кочани кон крајот на оваа календарска година организира прием на пензионерите, спортисти, членови на спортските екипи од Здруженијето на пензионери Кочани, кои учествуваа на Републичката пензионерска олимпијада во Скопје и освоија медали и признанија. Председателот на Здруженијето на пензионери Ѓорги Серафимов ја истакна заложбата на Кочанското здружение за организиран спортски живот и рекреација на пензионерите и нивно учество во повеќе спортски дисциплини, како и учество на општински, регионални и републички надпревари. Присутните спортисти пензионери ги поздрави и им честита на успехот и градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски, како и председавачот на Советот на општина Кочани Јордан Димитров. На крајот од годината сите наши резултати ги обележуваме на еден оваков свечен начин. Ја мислам, луѓето спортисти на овие години заслужават да бидат и така почастени. Ние со тоа и даваме полно признание и друго да се разбереме, ние со сите наши напори што ги правиме, сакаме да имаме на голема висина и спортски надпревари, и културен забавен живот, и сите други работи што ги работиме. Од 41 здружение ние ги освоивме петото место со вкупните резултати и да ви кажем, од 41 здружение кои што беа на една олимпијада, што викаме ние на ниво на република, сметам дека тоа е едно големо признание и ние имаме веќе стандардни 4-5 години во врво на Македонија. Најголем успех кој постигна? Најголем успех Охрид. Охрид имат можеби некоја традиција, по трети, четврти пат беа први. Стрелачите са посебно имат голема заслуга. Ние имаме одлични женска екипа. Женската екипа за сосема мал број на поени освои медали. Така да стрелачи са ни врховски, шахисти исто така, теглачите, али имаме и поединачни резултати на спортисти, што ја можам само да ги честитам. Приемот на пензионерите спортисти беше реализиран во просториите на пензионерскиот клуб Кај Колор и истиот помина во пријатна атмосфера со заедничко дружење на пензионерите спортисти.